Коментарот на славниот Гари Линекер, кој веројатно ако го гледал на преборот Пари Сен-Жермен против Борусија Дортмунд 0:1 и пласман на германците во финалето, ќе беше дека фудбалот е игра во која германците секогаш победуваат. Една славна изрека, реченица, синтагма, мудрост на Гари Линекер која вечерва на стадионот на Паркот на принцовите во Париз се покажа како вистинска. Две погодени пречки на фудбалерите на Пари Сен-Жермен, две погодени стативи или две греди, два дирека, мал милион шанси, една целосна полна иницијатива и еден прекрасен гол на Хумелс од другата страна со која Борусија Дортмунд го совлада големиот и славниот Пари Сен-Жермен и на тој начин се пласира во финалето. Она што милиони луѓе низ земјата планета успеа да го видат, а меѓу кои ние на ТВ екраните во ова малко да кажам мешаници бракотница околу подготовката на новото студио скок, за кое дел можете да видите позади мојот грб, нели? Е дека навистина се играше убав фудбал, интересен фудбал, динамичен фудбал, но тоа е фудбалот. Постојано кога коментираме, кога полемизираме, да не кажам кога фудбалски сакам да се потскарам со некако велам, фудбалот не е тенис, не е шах, не е пинг-понг, не е дури ни кошарка, ракомет и одбојка каде што условно кажано подобриот 99% победува. Фудбалот е магија, фудбалот е игра, фудбалот е нешто кое навистина импресионира, а кое еве и овој пат се покажа дека многу често, не секогаш, ама некако Гари Линекер дека секогаш победуваат германците, меѓутоа многу често победуваат германците. Што се не искористија фудбалерите на Пари Сен-Жермен, а фудбалерите на Борусија Дортмунд играа како просто машина, како Дојчланд машинен, без грешка во одбраната, иако рака на срце со многу среќа и како што вели статистиката, како што велат сите оние кои ги следат овие збеднувања во Лигата на шампионите меѓу кои сме ние, после 11 години, и тоа е на голема магија, Борусија Дортмунд се пласира во финалето, а последен пат во финалето на Лигата на шампионите играше токму на Вембли, на големиот новиот Вембли во Лондон, каде што на 1 јуни се игра новото финале. 2013 година во финалето на Вембли тогаш Борусија Дортмунд играше со Бајер. А утре уште едно големо полуфинале каде што Реал Мадрид се среќава и ќе игра против Бајер Минхен. Во фудбалот е можно, рековме, фудбалот игра во која германците постојано победуваат. Утре играат германците и шпанците. Да видиме како ќе биде, да не прејудицираме. Ако евентуално победи Бајер Минхен, имаме реприза од финалето 2013 година на истиот стадион, со истите две екипи од финалето на Лигата шампионите. Навистина нешто неверојатно, ниту хипотетички, ниту математички, некој можел да го предвиде, да го испланира и да рече ова може да се случи. Ремизираме Пари Сен-Жермен, Борусија Дортмунд 0:1. Борусија Дортмунд оди во финалето после 11 години. Утре вечер, 8 мај, на Сантијаго Бернабе, Реал Мадрид го пречекува Бајер Минхен после почетните, односно првите 2:2 на Алијанс Арена. Фудбалот е магија, германците не секогаш победуваат, меѓутоа да видиме како се тоа ќе се заврши и кој, освен Борусија Дортмунд, ќе игра во големото финале на убавиот прекрасниот Вембли во Лондон 1 јуни сабота 2024 година.